Со олабавувањето на рестриктивните мерки, Сдруженијето на пензионери за оваа година најавуваат побогата содржина во делот на организирање спортски, културни и рекреативни настани, кои редовно се организираат секоја година пред да започне епидемијата. Председателот на Кочанското Сдружение на пензионери Ѓорги Серафимов најави повторно организирање средби со пензионери, другарски вечери од други општини од државата, спортски игри, културни настани, секако со почитување на мерките и препораките за заштита од COVID-19. За разлика од другите години, ние сега прв пат ја малку обогатуваме програмот. Враќаме се на онија пред 2 години, што беше епидемијата присутна од короната. Ние, например, на културно-забавен живот беме тотално стопирани, а вие знаете какви другарски вечери и какви собери се прави. Или спортските активности, или рекреативните, екскурзиите, едно устранство обавезно. Така да сега ова година имаме нешто проширено. Екскурзии планираме исто така. Една е у Србија, и устранство наше планираме, у Србија ќе планира се така, една желба има. Едни беа за која, дали Нови Сад, дали некоја дестинација. Спортските активности ќе имат, широки се и они. Од општински, регионални, републички, али у дисциплини што правилникот го измени Комисијата за спорт на пензионерите, Сојузот на Сдружение на пензионери во Скопје, да се земат упредвид само дисциплините каде има настап на поединачни. Целата програма за 2022 година со конкретни настани кои ќе бидат организирани ќе се објави на редовното годишно собрание кое Сдруженијето на пензионери на Кочани секоја година го одржува кон крајот на месец март или почетокот на април.